Почитувана председателка на Комисијата за политички систем и односи со заедниците, почитуван обвинител, дами и господа пратеници, почитувана јавност, еве, конечно се започна расправата околу извештајот за работата на јавните обвинителства на Република Македонија за 2020 година. Размислував дали воопшто да пристапам кон некаков коментар во врска со извештајот, бидејќи ќе се согласите сите дека станува навистина безпредметно да дискутираме, и тука се согласувам со колешката Жаклина за нешто што е веќе одамна поминато или можеби веќе трнало и на факултет. Метафората е цинична, бидејќи не само што ние како институција не успеавме да создадеме досега механизам, гледам дека колегите почнаа некои иницијативи во врска со ставање на роковник до кога одредени известители на различни јавни институции ќе имаат можност да ги даваат, да ги приложуваат пред македонските граѓани своите извештаи, но во секој случај и тука можеме да видиме и голем дел од причините зошто сме некако поназад во многу други посуштински процеси кои всушност се директно битни или имаат невидено влијание во однос на проценката на Европската комисија кога прави анализа дали како Република Македонија сме кадарни, спремни, способни да добиеме датум за почеток на преговори. Една од клучните алатки, тоа е добро познато, за да добиеме статус на вистински припадници или некои кои што треба да се интегрираме во Европската Унија, е да имаме еден кредибилен правосуден систем, еден систем кој што ќе се однесува и ќе ги поттикнува граѓаните да веруваат во внатрешната кохезија и во поредокот на македонското општество, и на тој начин ќе продуцираат една друга сигурност која ќе влијае и на економијата, и на развојот на бизнис секторот и приватниот сектор, како и развојот и сузбивањето на бирократијата и на сите оние потешкоти кои што се случуваат во јавната администрација. Не е непознаница дека тоа се аспекти кои што и tekako имаат влијание и меѓу себе се поврзани, а една од главните карики секако е и правосудниот систем. Тука обвинителството или јавните обвинителства имаат клучна улога во однос на впечатокот кај македонските граѓани, но и оние кои што не наблюдуваат на кој степен и до кое ниво ние можеме да направиме одредена анализа или да процениме дали постои вредност, тоест начин на кој што треба да се верува дека ова е безбедна држава за живење. Јас се согласувам дека изминатите 30 години и обвинителскиот и судскиот систем во Република Македонија трпеа огромно влијание од политичките елити. И тоа го знаеме сите. Дури за тоа не треба ни да сме политичари. Доволно е само да почнете одредена граѓанска постапка во некој од судовите или да побарате правна помош и ќе видите дека некои работи никогаш не добиваат своја визибилност или не ги огрева светлото на денот, додека за некои други аспекти, најчесто поврзани со политиката, се случуваат интересни пресврти. Дури и меѓусебните превирања, и тоа го гледавме изминативе години, кога во внатре една политичка елита се случуваат тектонски промени, може да се случи, да биде навистина она познатата реплика од филмот Тетовирање, брилјантна реплика за одразот на корупцијата која што постои во правосудниот систем, а тоа е што носиш во куферот и зошто куферот ти е празен, и тоа да биде причина за трагедија. Многу трагедии доживеавме, приметивме, видовме, и како човек и како граѓанин, ако нешто посебно ме иритира и ме вознемирува, е тоа што еве до ден денеска не најдовме една заедничка основа врз база на која што ќе изградиме еден систем во кој што, например, една јавна обвинителка, да не го споменувам името, добро позната, не би била циркуски предмет на третман, на подсмев, бидејќи тоа влијае на впечатокот и за вашата и за работата на сите останати колеги во јавно обвинителската сфера.
Реков на почетокот се двоумев дали да дискутирам воопшто по извештајот, бидејќи извештајот сам по себе си ја носи методолошката рамка која што е неопходна за една ваква номотехника, значи ставени се нели главните аспекти. Претпоставам дека колегите веќе елаборира, методолошки и структурно е поделен и објаснет, имате добра статистика приложено, но она што суштински произлегува од истиот, повторно не враќа на ова што потоа го коментираме, е дека ништо не правиме, ниту со задоцнати презентации на извештаи, не правиме дури ништо доколку не се слушнеме овдека денеска кога дискутираме. И најстрашно се, не можеме ни да направиме напредок ако не се ослободиме од амбицијата да влијае на нас било која политичка гарнитура кога носиме одредени услови. Сега ќе ви кажам еден мој впечаток, тоа е одразува ми се чини и впечатокот кој што доаѓа од моите гласачи, од македонските граѓани. Секоја личност, секоја човека психа има различен степен на топење. Тоа топење може да биде до крај на алтруизам, може да биде и со мала закана да пукне. Многу често, и знаете и во самите, дека многу често историјата на правото ни покажува дека луѓето и од страв и од други причини, да не ги набројуваме, можат да дадат и вакви и такви искази. Кредибилитетот на водењето на постапките и покренувањето на постапките мора суштински да почива и да се темели единствено на словото на законот. И тука, тоа е тој ултимативен момент на кој што не може да се дава ни заперка, ни точка, ни три точки, ни фуснота, ни додавка, ни придавка. Тука е проблемот за кој што сакам да елаборираме. Велите во воведот со изготвувањето и доставувањето на извештајот за работа на јавните обвинителства за 2020 година не се исполнува само законска обврска, туку и се овозможува основ за анализа на постојните состојби и идните потреби. Јас се согласувам. Сега, бидејќи не треба да губиме време со фрази кои што може да се кажат и многу поедноставно, сакам да споделам и да ве потсетам, например, за некои состојби кои што се случуваат токму во 2020 година. Например, повеќе од 5 обвинителства во 2020 година биле под финансиска блокада. И вели вака: блокирани сметки на повеќе од 5 обвинителства во државата. Според информациите кои што ги имала ТВ24, станува збор за основните обвинителства во Битола, Тетово, Струга и Охрид, вишото битолско обвинителство. Меѓу нив било и обвинителството кое гони организиран криминал и корупција со блокирана сметка од 1 милион денари. Извршителите тропнале на нивната врата, обвинители кои работат во тие обвинителства тужеле и добиле на суд поради неисплатени додатоци на платата кои законски им следувале. Овде станува збор за сума од околу 160.000 евра, кои се потребни за да се деблокираат сметките од обвинителството. И тогаш медиумите поставиле прашање: дали овие блокирани сметки ќе го блокираат и гонењето на криминалот во државата? Според ваш исказ, велат дека досега тоа не влијало на работата на обвинителството. Сте рекле тогаш: нема да се закочи работењето, ќе се исплаќа поставки од буџетот, ако, например, станува збор за вештачење наменски, ќе им дозначиме пари, не сме и не може да биде во застој, не сме да се доведе во прашање издавањето на наредби, обвинителите мора да гонат. Тогаш, значи, имате уште една ситуација. Вели: освен извршителите и други институции и фирми кои чекале наплата, и според базата на отворени финансии во неколку наврати ЕВН известувал дека чека наплата од околу 348.000 денари од сметката на јавното обвинителство. И сметале дека доколку сметките на обвинителствата останат блокирани и натаму, ќе почнат да се трупаат сметки за парно, струја, вода, мобилни телефони. Зошто го кажувам ова? Ова е само едно подсетување кое што ќе не поврзе со 2020 година, бидејќи и гледаме извештај за истата година. Но ќе видиме меѓу редови или во метатекстот на една само ваква информација со колку ниски или на колку низок степен се извинувам,
е доведена работата на обвинителствата во однос на слободата да креира или на вистина да процени дали може да покрене случај за некое обвинение или некоја дали има основаност за истото. Сега, например, во ноември 2020 година има исто такова си информација од медиумите. Вели шефицата на обвинителството, мислам, омилена кај народот, во пежоративна смисла, за гонење организиран криминал Вилма Русковска е меѓу обвинителите кои го тужеле обвинителството да им се исплатат додатоци на платата. Сега нејзиното обвинителство е под финансиска блокада од извршители кои ги наплаќаат додатоците во висина од 35% добиени со пресуда. Русковска тогаш потврдила дека тужала и рекла дека тужбата е поднесена за периодот пред да стане прв човек на ОЈО-ГОК. Вели вака: тужев, го добив спорот, парите се уште не се исплатени целосно и се зависи од приливот на сметката на обвинителството. Тука повторно зборуваме за исплаќање на надоместоци. Овде повторно говориме за состојби кои што би сакала јавноста да просуди дали има основа за многу други работи кои што ги дискутираме. Ќе ви кажам исто така и една друга јавно достапна информација. Во медиумите исто сите овие работи се таму јавно достапни. Како, вели се извинувам, како обвинителката Лиле Стефанова купила стан со плата. Истрага за имотот вреден 70.000 евра отвори антикорупцијска комисија. Основно човеково право е почитувани секоја една личност да може да си овозможи пристоен и достоинствен начин на живот. Сите знаеме дека во Република Македонија станови не се купуваат со плата. Станови се купуваат или, не дај Боже, ако наследите имот, поради некаква трагична загуба, или ако заглавите во кредити. Се друго е во еден многу мал процент дел на бизнис, кај што се заработило, ама тоа се шепа на луѓе што може да си дозволат таков развоен бизнис. Се друго е политички махинации, злоупотреба на политичка власт, коруптивни действија, спреги меѓу политиката и обвинителскиот и судскиот систем, други позадини, за кои што и друг пат сум зборувала, и за судскиот совет повторив, и на пленарна говорница кажав како обвинителки и судики имаат пим мерки уште од притворот шутка, кога се снимаат нивните деца како им се носат торби пари за да се преиначи некоја одлука или да се приначи притворска казна со помашен притвор или да се отфрлат одредени факти и докази, како се чуваат во фиоки, тоа не е само овие 5 години, пак сакам да се знае. Вистината, како велат, пред вистината и боговите молчат и не може да се молчи. Тоа не се случувало само сега овие 5 години, но таа пракса си стана навика и единствено што се менува, како што се менуваат политичките гарнитури, се менуваат само играчите кои што ќе ги спроведуваат тие одлуки. Многу малку имаме дискусија за правда. А ние како држава и особено правосудниот систем треба да рефлектира правда. Правдата го прави достоинствена, ја прави достоинствена единката, граѓанинот, кој што како даночен обврзник дозволува да се спроведе истата и овозможува во системот на општеството да можеме да ги уживаме незините бенефити. И знам дека е тешко, бидејќи морам да ви кажам, господине Јовевски, не еднашка ми се заканувале и со гепеци, и со други работи, и на секаков начин се обидувале да ме замолчат. Како што се сеќавате пред неколку години, јас лично како тогаш дел од извршниот комитет на ВМРО ДПМН отидов и поднесов представка до вашето обвинителство и барав мојот колега Драги Рашковски да даде исказ пред вас. Знаете како заврши сето тоа? Се влечкам по судови со колегата Рашковски, кај што он е навреден и ме тужи за клевета и за нарушување на углед. Ке видиме, ми велат на Врховен суд бил многу помоќен, до Врховен суд се одеше во полза на она што јас го кажав и правдата и вистината. Но очигледно останат и ќе останат голем број на прашања кои што ќе бидат неразрешени. Не затоа што станува збор за некој што лично го познавам и сум го поддржувала во кариерата, може да ми е и собствениот брат, но не можеме да отстапуваме или да замижуваме доколку навистина имаме реални индици дека се случуваат одредени криминогени дејанија или се
потребува политиката во интерес на лично богатење или други користи. Тука е проблемот. Овој проблем не е нерешлив. Бара санкционирања, бара прочистувања. Ако се сеќавате и тие што се сеќавате и кога се создаваше Левијатанот СЈО, кој што стана срам, и тоа знаете како, од истите кои што го создадува стана срам, бидејќи повеќе не користеше. Си ја помина својата улога со која што требаше да си ја одигра улогата. Тогаш, и за жал, и правната фела, и колегите кои што треба да бидат обединети, подмолчува, затоа што требаше да се спроведе правда во еден систем кој што требаше да биде срушен. Но видовме каков е резултатот, но денеска никој не сака да зборува за Катица Јанева. Денеска Катица Јанева не е ангел и носителот на правдата. Иако ми простите, и кога одиме во биро за вработување во некоја нормални услови, ви прават пресек на капацитет, на просек, на достигнување во животот. И јас не знам како не ви беше на сите јасно дека Катица Јанева измислена за да спроведе улогата и да ја снема, како што се случува денес. Што сакаме друго да кажеме со тоа? Дека победило скопското крило со русковска? Дека политиката и волјата на политичката елита, и што правиме од тоа? Знаете, мене тоа ме загрижува. Утре ќе дојдат другите и тогаш ќе правиме обратно. Зашто тоа да се случува? Покрај сите кои што правеле зло или учествувале во криминални действија, има и голем број на луѓе кои што се под политички прогон. И затоа нема издржани факти, ниту па релевантни докази, ниту па им се покренати обвиненијата, како што е за најголемиот дел од луѓето кои што лежат за 27 април. Значи, луѓе кои што треба да имаат санкција, но не таква каква што е пропишана со тој член. Затоа што треба да се има показна вежба како се вршат кичми. Ако беше поинаку, ќе ви кажам, ако се имаше навистина и за тој случај друга намера, тогаш навистина ќе беше кредибилно. Немаше некој да бира во влада и во јавно обвинителство кој му се допаѓа, кој е поблизок со комшиката, кој можеби не треба да биде опфатен, па да се има луѓе на кои што ќе им се закануваат, па да почне процес, па да се прекине, па со политички процеси, па пак да се врати, па да се измислат уште нови и да се дотурат, и тоа да трае се додека не се искраде цела Македонија, се додека тие кои што земале да ја држат камшикот во раце, не ги задоволат сите своји потреби, а сите знаат дека алчниот човек колку да му даете окото му е ненаситно, значи додека не направат комплетен пустош, и тогаш ќе бидеме, повторно ќе даваме аргументи како некои тука кои што ќе ви кажат, па тоа веќе беше помина, ајде да не се навраќаме, па ајде не се навраќавме кога се монтираа судски процеси во 45-тата. Па после 20 години, 30 години почна се пишуваат книги осудени за Македонија, жртви за Македонија, местенки, така натаму, овака натака. Сега повторно, ајде да не отвараме пред 30 години. Ајде биле вака созделе ова, направиле она, ајде поминало време, некои ги отишле на другиот свет и така натаму. Ама сега повторно ни се случува тоа. А ние се наоѓаме во мощна, сензитивен период од развојот не само на балканските регионални односи, туку генерално цела Европа се наоѓа во еден процес кој е сосема јасно дека во наредните неколку години ќе има еден друг развој и ќе има нови предизвици со кои што се очуваме. Додека светот бара нови ресурси, начин како да се прилагоди на новата индустријско-технолошка ера, ние се занимаваме со застарени извештаи, со несигурност кај граѓаните, со прашања кој кому исплатил и кој од каде повеќе дрпнал, дали дојдовме на дередже да дискутираме дали некој купил стан и како купил стан, нешто што е нормално во нормални земји. Но ние по ниеден параметар не одрезуваме таа слика. Освен ако не сме во спрега со некаква политичка врхушка која што може да ви ги овозможи апсолутно сите бенефици и сите можни желби да ви ги исполни доколку сте во таа спрега. Ако не го фатите тој воз, ако не се врзете со правите луѓе, тогаш сте аутсайдер, неспособен. И многу често и познавам многу луѓе кои го напуштија, пак ќе кажам, овој свет кој што заминаа недоискажани, затоа што кутрите не биле доволно клиентистички настроени и не успеале доволно да му се доближат на некој вожд кој што пак им ги оствари другите активности. И тоа е она што боли. Тоа е онаа сурова реалност. Тоа е она што сите ние треба да го земеме во предвид ако сакаме да дискутираме, бидејќи овие заклучоци и овие дискусии мора да имаат
поттик, како вела дури една критика, една негативна критика кај личност што има развиени виуги, ќе направи после анализа, па ќе ги прифати работите кои што доаѓаат ако е таа критика навистина издржана, бидејќи никој не е семоген. Еве, гледаме дека тоа се повторува. И сакала само уште малце да не губиме многу време. Гледам дека велите дека и покрај перцепцијата во јавноста дека јавното обвинителство многу често ја користи мерката притвор како мерка за обезбедување на присуство на лица за непречено водење на кривична постапка, велите дека податоците ви покажале дека во извештајната 2019 година оваа мерка била применета во 2,7% од случаите или вкупно 29.733 новопријавени лица. Мерка притвор е одредена само спрема 528. Јас ќе ви кажам случај кој што се случи минатата недела. Еден мој познаник од Гостивар му носат судска решение за условна казна затвор од 1 година, ниту еднашка не бил повикан во суд. И измислуваат образложение дека не ги нашле дома, а има непокретна мајка која што ностоп дома, постојано е достапна. Но затоа судскиот систем, бидејќи се работи за други криминали кои што тој човек им ги откри и ги тужи, за да го казнат и да го невозможат, сега ќе му се заканат еден од илјадници примери. Еве случајно го познавам човекот, па ете ќе ви кажам. И во моментот вели не знам кој правен лек да го употребам. И знаете каде одат луѓето? Одат во Европската комисија. Одат кај странците да кажат што им се случува. Одат со папки, документи за да објаснат и да направат споредба. Трошат здравје, нерви, неброени пари што ги немаат, се задолжуваат за да ја докажат сопствената правда која што од старт е јасна. Но таму има некој во позадина кој што со некој обвинител и во спрега со судијата се договориле за по некое станче да завршат работата и да си го трнат од грб. И такви ги има многу. И со сето дека ги има многу, ќе критикуваме. И јас не очекувам дека само ние како опозиција треба да критикуваме. Треба да бидат уште погласни представниците на владачкото мнозинство. Затоа што сега одлуките најмногу се во нивни раце. И тие треба да бидат тие кои што ќе го поведат овој фаќал. И како што кажа и колешката Ели Панова Преска, за секој кредибилен, за секој издржан предлог што дојде, за се што ќе биде во интерес на македонските граѓани, ние секогаш ќе бидеме тука и ќе помогнеме. Ама, да не е селективно и навистина да видиме барем еден импулс од ова 5-годишно владење на начин како што треба. Една работа да дојде како што треба. И тоа веќе се однесува општо за сите, не директно на вас. Вие представувате една институција во време за кое што ќе се анализира во годините што доаѓаат многу. И јас сум убедена дека правдата секогаш на крајот ќе победи. Луѓето се менуваат после овие процеси. Треба да земете во предвид дека секој едно постапување, а може да најдете механизам, почитуван обвинителе. Можете да им правите тракинг на сметките и на семејствата, и на обвинителите зборам. Можете да видите промена на имотна собственост и на кој начин се случила, од кој начин е нелегален. Можете да забележите не само по број на предмети, туку од тежината на предметите и позадините. Многу лесно, сакам да кажам, не е невозможно, може да се создаде механизмот на кој што навистина утре ќе имате целосен кредибилитет да лупнете на маса и да кажете, извинете, тие грешеле, се огрешиле, кој сака нека се, ќе одговараат. Ова е непомеслив систем. Таков систем во толку мала држава, со толку многу правници на кубен метар квадратен, не верувам дека невозможно да се случи. Имав уште многу работи, но во интерес на времето ви благодарам на што ме сослушавте и се надевам дека ова ќе го земете во предвид како најдобронамерно. Ви благодарам.